Благодарам, председатели, и да дозволевте преска да одговори на прашањата што ги упатив кон председателот на комисијата. Можеби колегата Минов немаше да биде толку збунет, бидејќи стануваме, сега ќе објаснам. Ај да не се квалификуваме, значи барем тука сме дали е некој збунет или не е збунет. Дајте, имате право на реплика. Навредам некого, јас се извинувам ако се осетил некој навреден, но еве јас сум збунет. Дали говориме за комисијата што треба да биде независно тело? Дали бевме сведоци ние дека имаме политичка нарачка или притисок? Како што власта се научи веќе врз сите институции да го прави. Како тоа ВМРО и СДСМ ќе влијаат директно врз дефинирање на цената? Па која е функцијата на комисијата? Дали не укажавме претходно кој е импактот на основните показатели или параметри што влијаат да се дефинира цената? Па понатаму преминавме, односно укажа пратеникот дека е дури и тоа лошо што локалната самоуправа, лошо е тоа што реализира своите ветувања и се гради. Инвестициите поукажа колку било лоша амортизацијата што влегувала во пресметката. И дека тоа јавните предпријатија па знае и самиот кој да ја изврши инвестицијата по самиот технички прием, одржувањето на предметната инфраструктура ја превземаат јавните предпријатија, основани од единиците на локална самоуправа, односно општините. Исто како што знае дека 3 годишни пресметки на цената се доставуваат до регулаторната комисија и таму се дефинира минималната и максималната согласно нивната методологија. И затоа беа потребни тие дискусии да се направат при носењето на извештајот, каде што опозицијата имавме долги содржајни дискусии, односно монолози, бејќи немавме одговор од другата страна. И јас затоа прашав, доколку знаеме дека главниот фактор на дефинирањето на идните цени на услугите за комунален отпад ќе биде струјата и горивото. Дали имаме веќе согледување дека има притисок или има најави за зголемување на цената на струјата, и од друга страна каков би бил ставот, односно нашиот предлог што велиме од ДДВ-то од 18, како што предвидува сега власта, да биде 5%, дали тоа ќе помогне при нормализирањето на цените и за водните услуги и за комуналниот отпад. Во таа насока го дискутиравме. Како тоа ние ќе вршиме политичко влијание на цената на услугите што ги даваат предметните правни субјекти. Мислам дека е малку нелогично и нефер. Ја искрено и очекував реакција од председателот на комисијата. Но во ред, тука ќе застарам, мислам дека јасно беше на што сакав да изреагирам. Благодарам.